Продолжува да расте бројот на крупниот добиток што угинува како последица на заболувањето син јазик. Болеста што најголем интензитет има во источниот дел од државата им прави големи штети на сточарите, а дополнителна грижа им е безпомошноста да сторат нешто за да ги заштитат стадата. Сепак, стручните лица велат дека постои можност да се преземат превентивни мерки за намалување на смртноста. Бидејќи болеста се забележува рано наутро, пред добитокот да се однесе на пасење, препорака од ветеринарите е таквите грла да се остават во трлата, за да може да се интервенира, односно тие да ја добијат неопходната медицинска терапија. Со оглед на тоа дека каде сме третирале навреме, евидентно е дека смртноста е намалена. Значи, не можеме да гарантираме дека со третирањето сите овци ќе бидат заштитени и нема да има угинување. Не, напротив, тамо кај што имаме навремена дојава дека има заболени овци, верувајте дека со 2 третирања до 3 доваѓа до ситуација да се намали смртноста кај овците. Повторно кажувам, тие овци се залечени, тие не се угинати, но последиците од понатамошното нивно експлоатирање се во знак прашалник. Дали ќе абортираат, поготово болеста се јави во најлош период кога се тие сјагни, и колкави ќе бидат штетите, верувајте дека во овој момент никој не може да предвиди каква ќе биде и колкава ќе биде штетата. За сега најголем проблем од синиот јазик во Македонија имаат одгледувачите на овци, со оглед дека со околу 700.000 грла тоа е најбројниот добиток во државата. Никој не може со сигурност да даде точна евиденција колкав е бројот на угинати животни како последица од заболувањето, но грубите проценки се дека се работи за неколку стотини грла. Како превентива, ветеринарите ги повикуваат сточарите навреме да го пријават секое сомнително однесување на добитокот, а животните кај кои се појавиле некакви симптоми на заболување